председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, најнапред од формално правен аспект ќе се повикам на член 70 став 2 од Деловникот за работата на Собранието на Република Македонија и при тоа би побарал точката број 8 од утрешната 74-та седница за Законот за измена и дополнување на Законот за јавни предпријатија по скратена постапка да се стави како точка на денешната седница. И не случајно тоа го велам, знам дека ќе ми кажете дека таа е веќе ставена точка веќе за следната седница, што би требало да се одржи утре, но нема да заобиколувам, ќе бидам крајно искрен и директен. Ова го барам, бидејќи и јас, како граѓаните, како синдикатите, како серија на движења, не ви верувам. Не ви веруваме, бидејќи ние не знаеме што не чека утре. Се изнагледавме се во ова собрание, се изначитавме секакви скандали од оваа власт. Преседани, импровизации, прекршување на Деловникот и што уште не. Не знаеме ние утре дали ќе имаме право на глас, дали ќе имаме отворени врати, дали воопшто ќе се одржи седница. Не знаеме дали мнозинството, исто како денеска, едноставно ќе дојде по наредба на нечи центар и само ќе дигне рака дека нема потреба воопшто од дневен ред. Може би ќе утвора дека воопшто нема ни потреба од утрешната седница. Мангуплоци во оваа собрание, во овој законодавен дом не ни треба. Најмалку пак импровизации. А сепак се сведоци секој ден дека тие не само што се намалуваат, не само што исчезнуваат, напротив се множат и добиваат се потешка и потешка форма. Дори и денес ќе имаме толкувања, разлекување на Деловникот, само да се задоволат нечии хирови. За законот го бараме, бидејќи тој е уште еден закон кој што се докажа дека е штетен за граѓаните. Кој се докажа закон кој што е наменски направен да се задоволат како типичен пример на задоволувањето на партиските или коалиционите интереси на штета на буџетот на Македонија и на интересите на граѓаните. Закон со кој што со декрет се назначија заменици директори во сите јавни институции. Крајно неефикасен, неполезен, непрактичен и штетен. Со самата дискусија тоа ќе можеме и самите да го утврдиме. Илјадници примери на непотребни издатоци, за шули, за сметки, за репрезентации, за возила и така натаму. Ова ви го кажувам, бидејќи тоа беше барање и тоа беше настока со која што и премиерот на државава рече дека ќе кратира непродуктивни трошоци. Ако сака навистина ги скрати, тогаш не треба да ги гледа коалицијските интереси, лукративните интереси, туку треба да се грижи за народот и да се почне со